станува збор за меѓународен проект, односно меѓународен повик од страна на ЕРЦЕФ фондот, финансиран преку КФВ банката. Да спомнам дека се однесува на регионот Западен Балкан. Станува збор за значителна сума на средства, некаде околу 25 милиона евра. И во тој меѓународен проект ние како стручно училиште учествувавме, односно аплициравме, и да спомнам дека станува збор за проект во кој што треба да бидат задоволени одредени критериуми. Ние како училиште имаме доста добра соработка во изминатиот период со компаниите, имаме добра соработка со реалниот сектор и еден од условите беше да се создаде еден вид на конзорциум составен од најмалку 2 компании, ние учествувавме со 3 компании и училиштето. Сега, во тој дел беа вклучени компаниите Дрекстермајер, беше вклучена компанијата Евроникел и компанијата IGM Trade. Основна цел на самиот проект е да се зголеми вработливоста на учениците, односно вработливоста да се зголеми преку зголемување на стручното оспособување на учениците и преку зголемување на конкурентноста на компаниите. Тука да спомнам и тоа дека сумата за која што ние аплициравме, одевме на максимална сума, која што беше 600.000 евра, и во таа сума предвидена е опрема и предвидена е обука за опремата. Меѓутоа, тука станува збор за обука и на дел од инструкторите од компаниите, што значи дека интересот на компаниите го застапивме преку обука на нивни инструктори, односно обучувачи, обука на наши наставници и опрема, како што реков. Во однос на опремата, да спомнам дека станува збор за опрема која што треба да ги задоволи стандардите за 2 профила. Едниот е техничар за индустријска мехатроника и другиот е машински техничар за производно машинство. Во делот на техничар за индустријска мехатроника баравме опрема кој што одредени подрачја области ќе ги покрие. Тука станува збор за хидравлика, пнеуматика, електроника, роботика, делот за компјутерско управување на машини, односно CNC машини, што значи дека целата опрема при самата апликација ја специфициравме кои се нашите потреби и како резултат на овие сите активности, критериумите што ги задоволивме од страна на комисијата на РЦФ грантот, беше доделен грантот на нашето училиште во државата. Покрај нашето училиште има уште едно стручно училиште кој што го доби грантот и јас сум посебно задоволен што ние сме ретко стручно училиште кој што успеа во оваа апликација. Инаку самата апликација имаше неколку фази, односно 3 фази. Првата фаза беше пријавување на интерес, втората фаза беше конкретно аплицирање за потребите на училиштето и трета фаза која што сега ни следува, тоа е имплементација на средствата. Да кажам и тука дека имплементација на средствата е исто така во 3 фази, што значи дека во 2, односно 3 години се бара да се имплементира самиот проект. Ние одевме на варијанта да не биде на 3 години, да биде на 2 години, што значи дека ова и следната година очекувам дека ќе добиеме средствата. Меѓутоа и тоа да спомнам дека не станува збор за средства за пари, него за опрема. Ние аплицираме за потреби на опремата, а фондот е тој што ќе го реализира останатиот дел за опремата, за плаќањето. Еден од критериумите на самата апликација беше да се набави опрема која што ќе биде на повисоко ниво, повисоки стандарди да задоволуваат, и ние успеавме, затоа и одевме на овие 2 профили кои што значат нешто во индустријата. Да кажам дека станува збор за опрема која што ги задоволува критериумите за така наречена индустрија 4. Тука станува збор за роботика,
роботски раки, тука станува збор за електроника, тука станува збор за автоматизација на одреден процес на производство и заради тоа успеавме во самиот проект, затоа што значи и модернизација, значи осовременување, значи и унапредување на наставата. Опфатен е теоретскиот дел, меѓутоа опфатен е и практичниот дел во делот на наставата. Инаку се уште има голем дел од наставата кој што учениците треба да го реализираат во компаниите. Бензинска пумпа ДМД Oil.